Владата предложи законски измени за усогласување на Законот за заштита на децата, со кој што ќе се врши усогласување со Законот за минимална плата. За да се постигне еднаквост на сите вработени во приватниот и во јавниот сектор со најниски примања. Практично се воспоставува ист износ на законска минимална плата за да се опфатат со корекции во однос на минималната плата и категоријата негувател, помошно стручен работник, приправник во секторот за детска заштита. За синдикатот ова се маневри кои не гарантираат зголемување на платите. За жал мислам дека не, иако текстот изворно не сме го виделе, никој не го видел, не бил на јавна расправа, како што е вообичаено за некои такви крупни прашања. Не бил предмет на преговори кога сме преговарале, па да ни го кажат текстот, па да ме убедат дека еве согласно измените вие ќе го добиете тоа што го барате, значи апсолутно таква работа немало. Мене ми се чини дека ова е легализирање на урамниловката. Значи сите оние во градинките 10 работни места кои што ќе земаат иста плата со различни бодови, сега со закон им се дозволува тоа да биде. Во исто време, од Конфедерацијата на слободни синдикати реагира и на измените и дополнувањата на Законот за пензиско и инвалидско осигурување за пресметка на платите на вработените во стручната служба на фондот со цел усогласување со Законот за минимална плата и со Законот за административни службеници. Тој закон не носи ништо добро, само по 100 до 200 денари покачување на платите на вработените во јавниот сектор. И со тоа продолжува манипулацијата. Законот е поднесен во собрание, еве ние тука ги повикуваме сите пратеници да застанат на страната на работниците и да ја сопрат оваа манипулација и подценување на работниците во јавниот сектор, да застанат од наша страна, да го дигнат гласот и да не дозволат еден ваков подценувачки закон на оваков начин да помине во собрание. Неколку синдикални организации предводени од КСС минатата недела излегоа со предупредувачки протест со барања за скалесто покачување на платите, а СОНГ со исти барања од 11 април најави започнување на генерален штрајк во образованието, градинките и културата.